Наместо препознатлив туристички бренд кој што со својата историја, велелепност и мистика ќе привлекува илјадници туристи годишно од целиот свет, Марковите кули кај Прилеп се повеќе стануваат подзаборавена приказна од минатото. Комплетно туристички неуреден простор, без патеки, без патокази, без едукативни табли, без урбана опрема. Нема корпи за отпадоци, нема инфоцентар или место каде што може да се купи барем некој скромен сувенир. Нема место каде може да се купи ниту едно шише вода или да се напиеш барем едно кафе. Практично нема ништо, освен тоа што го оставила природата или се направило во поранешна Југославија. Марковите кули се под надлежност на Институтот за старословенска култура, откаде велат дека посеопфатна стратегија за туризам тие сами не можат да направат, бидејќи нивниот приоритет е научната дејност. Локалитетот Маркови кули моментално е заштитен како споменик на природата. И во рамките на овие споменици на природата важат законски одредби, има можности и решенија кои што би се одвестувале со тоа што не би се нарушила природната средина, значи да се доведе до една позиција во аспект на туристички посети. Ваков микс на историја, тврдини, уникатни карпи и други разни фортификации, во комбинација со црквите и манастирите во населбата Варош, која што се наоѓа под Марковите кули, може би нема никаде во светот. И наместо оваа приказна да му ја продадеме на светот, кај нас се распаѓаат и веќе конзервираните тврдини. Веќе делови од, особено од кулите, они неизложените точки на фортификацијата, особено веќе се во сериозен процес на девастација. Доколку тој процес продолжи, постои сериозна можност овие објекти да бидат за навек уништени. И туристичките работници кај нас велат дека скоро и да нема промоција на Марковите кули. Треба приказна и треба да се вложи. Правен и проведен достапен пат до Марковите кули, со некои проспекти или со сувенирници да има во Варош, посебно Варош. Меѓутоа, тоа треба малце да се направи и промоција, да се среди нештото. Се прават напори после Охрид, ова да биде вториот регион во нашата држава кој што ќе се најде на постојаната листа на заштита на УНЕСКО. Но Министерството за животна средина со години од нејасни причини не се согласува културните содржини да бидат внесени во планот за управување заедно со природните и локалитетот да биде заштитен како мешовито добро. Каде е моментално пречката, што се случува? Треба да се направат дополнителни анализи и сето тоа да добие на поинаква форма. Заштитен, реков само како природно наследство, треба дополнителни анализи да се прошири. За да се валоризира од двата аспекти, треба повеќе да се вложи. Од Министерството за култура само кратко одговорија дека се работело на формирање на работна група за отпочнување на процесот за соодветна промоција и дека е стапено во контакт со сите соодветни институции за забрзување на процесот за ставање на локалитетот под заштита на УНЕСКО. За Сител Дарко Штарговски.